Оризопроизводителите се подготвуваат за новата реколта. Какви сорти на ориз ќе сеат годинава на нивите? Некои се задоволни од оние кои со години ги сееле и покрај намалените приноси, велат дека нема да експериментираат со нови. Па имаме кај нас и турски ориз, има многу семења, има и тоа е, а со други тие не би пробувал да работам. Турските сорти на ориз даваат поголеми приноси, но проблем е откупот, велат оризопроизводителите, кои не се задоволни од откупните цени и бараат начин да го продадат оризот од лани. Најдобро е, сметаат тие, да има една цена по која ќе се откупува оризот, за да и понатаму го произведуваат. Сега се многу манипулира со тие турски таму семења. Наводно по ги барале, кој ги бара. Ние тука претежно сееме повише Сан Андреа, убав ориз, не само за налик туку, за јадење, многу квалитетен, многу убав, али нема цената, кој ќе ти го плате, ќе ти го пазара 40 денара, а ќе ти даде 38. Што да ви кажам, цената е 40 денара и може и 38, па и 36 има овој турски шо е тешко. Цената бар би требало, мислам, да не се правиме сите дали е од тие, дали од овие, 25 треба да биде реалното и 50 да биде белиот, мислам дека народот ќе биде задоволен, сите ќе биде задоволени. Се најавија и нови сорти на ориз од Кина, но се уште никој не знае дали ќе се експериментира и со нив. Од Сдруженијето на оризопроизводители велат дека немаме автоктони семења, но оризот е кочански, дека оваа година најмногу ќе ја сеат турската сорта Халил Бей и Сан Андреата, кои давале добри приноси. Оваа година ќе се зголемат превршините засејани со ориз. Оризот во Кочанско ќе се посее на 800 хектари, повеќе од лани.